Неутрален дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Според анкета на Институтот Павел Шатев, на предстојните избори поголем дел од анкетираните би гласале за ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ на Конгрес ја утврди програмата и партнерите. Амбарите се уште се полни со непродадениот ориз од ланската реколта, а тече жетвата на оризот од новата реколта. Приносите се послаби од лани. Оризарите бараат помош од државата. Од утре Виница ќе биде град на хуморот и смејата. 5 вечери виничани гостите од соседството ќе уживаат со комедиите од театрите од Македонија и Бугарија. Почнуваме со актуелните случувања. Над предвремените парламентарни избори 25,9% би гласале за ВМРО-ДПМНЕ, 15,7% за СДСМ, 5,1% за ДУИ, а 2,7% за ДПА. Покажува најновата телефонска анкета на Институтот Павел Шатев, спроведена од 26 до 29 септември годинава. Според анкетата, од политичарите најголема доверба кај граѓаните има Никола Груевски, 28,2%, а по него се Зоран Заев со 8,8%, Али Ахмети 5,5% и Мендух Тачи 2,8%. Неопределени по ова прашање се 18,4% од граѓаните, а за ниту еден се изјасниле 30,6%. Телефонската анкета е спроведена на 1260 испитаници, за како што наведува институтот да се измери поддршката на граѓаните кон политичките партии и политичките лидери во Македонија. Најголемата опозицијска партија СДСМ денес го одржа 20-тиот конгрес со акцент на програмата и насоките за настап за изборите на 11 декември. На конгресот присуствуваа 539 делегати, 74% од вкупниот број делегати, а присуствуваше и поранешниот лидер на СДСМ и поранешен председател Бранко Црвенковски. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес го одржа предизборниот конгрес за усвојување на програмата и насоките за настап на изборите кои ќе се одржат на 11 декември. На конгресот членовите утврдија дека на предстојните избори опозицијата ќе ја напаѓа власта со два блока: блокот на СДСМ со стандардните коалиционери и блокот на десницата за промени и правда која предводи Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. СДСМ останува со своите стандардни коалиционери како на предходните избори: ЛДП, НСДП, ПЦЕР, а тука за прв пат влегуваат и представници на шарената револуција и други индивидуалци кои се против режимот на актуелната власт, односно ВМРО-ДПМНЕ. Во десниот центар или опозиционата десница, предводена од Павле Трајанов и Демократскиот сојуз, влегуваат и Љубе Бошковски со неговата партија, Љупчо Ѓоргиевски, ВМРО Народна партија, Движењето на Јове Кекеновски, Стојанче Ангелов со бранителите и независни индивидуалци кои оваа коалиција за промени и правда ги повика да застанат наспроти актуелната власт. Имаме прилика да ги споделиме со вас и нашите визии за подобар живот во Македонија, но пред сите нас решивме да го слушнеме гласот на оние поради кои ја водим оваа битка, а тоа се граѓаните. Рековме дека човекот ќе ни биде на пиедесталот. Тоа ќе го покажеме и докажеме и денеска. Замоливме повеќе наши сограѓани од разни краишта на нашата земја да ни се обратат. На денешниот конгрес на СДСМ се вклучи и Бранко Црвенковски, поранешниот председател на СДСМ, кој беше премиер во 2 мандати и во еден председател на државата. Промовирана е стихозбирката Жена од штипската поетеса Виолета Тодева Мијалкова. Промоцијата беше вчера вечер во Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип.
Вчера беше промовирана втората стихозбирка на поетесата Виолета Тодева Мијалкова. Жена е насловот на второто поетско дело на поетесата од Штип, која има добиено 60 на литературни награди за исто толку нејзини песни. Инспирација за најновата стихозбирка Тодева Мијалкова бара кај современата жена, која е соочена со бројни предизвици. Опфатени се многу песни за жената, денешната жена. Жена мајка, сестра, жена работничка, но не жена која е подчинета, не жена која ако падне ќе остане раскреварена, туку жена која и кога падне храбро се крева и продолжува напред. Значи за една силна жена, современа денешна жена. Штипската поетеса Виолета Тодева Мијалкова, педагог во пензија, со децении е дел од македонската книжевност и литература, а освен поезија пишува и раскази и есеи. Првата стихозбирка на Тодева Мијалкова, насловена "Мамо те сакам", е роденденски подарок од нејзиниот син. Продолжуваме со настани од неделата зад нас. Под мотото "Дајте му сила на вашиот живот", неделава се одбележа Светскиот ден на срцето, а клиничката болница во Штип одбележа и 2 години од ангиосалата за итни кардиоваскуларни интервенции. Пациентите од источниот регион, ако претходно морале да заминат на клиниката во Скопје на кардиологија, да изгубат повеќе време и пари. Веќе 2 години ваквите услуги ги имаат и во Штип. Тимот од кардиологија сега ги спасува пациентите од истокот. Бројот на кардиоваскуларни пациенти и болестите во овој регион се намалил. За само една година во источниот регион се направени 1600 коронографи и повеќе од 400 стентирања. Во овој период имам извршено некаде околу 1600 коронографии, повеќе од 400 стентирања, од кои преку 250 се акутни миокардни инфаркти кои што доваѓаат итно во нашата болница. А од 2016 јануари месец почнавме да работиме и периферно стентирање, периферна ангиографија, тоа е запушување на крвните садови на нозете кај пациенти. Дали тоа акутна оклузија или хронично стеснување на крвните садови, ние ги решаваме со стентирање или со само дилатација на истите. Годинава од јули месец почнавме и посложени коронарни интервенции, стентирање на главното стебло, лев мејн, бифуркациони лезии кои што се генерално до сега упатуваа за бајпас операција, сега ги решаваме во нашата болница, во нашата сала. Статистички може да кажеме дека процентот на смртност е намален за 2%, што представува успех за целиот регион, додека возрастната бариера е надмината, а најмладиот пациент со вграден стен е на возраст од 38 години, вели доктор Сашо Николов. Веќе 30-35 години имавме една недела кај што дојде двајца пациенти на 38-39 годишна возраст, стентиравме, дури пред 2 недели имавме пациент со запушување и стеснување на главното стебло и на сите други крвни садови кои што беше кандидат за бајпас операција, меѓутоа на 38 години ние му ставивме драгелутинг стентови и пациентот си замина дома и одложивме операцијата на неопределено, да речем. Така да тоа е бенефитот на една ангиографска сала. Лекарите советуваат пациентите да вршат редовни кардиоваскуларни прегледи, редовно пешачење и да внимаваат на исхраната. Би ги ставиле елиминација на оние модифицирани ризик фактори во животот кои би рекле прекин со пушењето, здрава исхрана, здрав начин на живот, максимално физичка активност, нормално контрола на тензијата, држење под контрола на шеќерот во крвта кај диабетичарите, со што сами би можеле популацијата, односно комплетно секој човек сам на себе да си биде, би рекле, рекар, со што би го подобрил своето здравје, а воедно и би го одложил, значи, евентуалниот настап на инфаркт. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво. Тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини. Токму денес е и денот на срцето, се одбележува Светскиот ден под мотото "Дајте му сила на вашиот живот", а клиничката болница во Штип одбележува 2 години од ангиосалата за итни кардиоваскуларни интервенции. Минути за земјоделие. Амбарите се уште полни со непродадениот орис од ланската реколта, а деновиве започна жетвата на арпата од новата реколта. Земјоделците се жалат дека приносите се послаби од лани, но за да има место во амбарите, потребно е да се изнајдат начини да се продадат резервите, зашто земјоделците очекуваат помош од државата.
Оризарите почнаа со собирањето на оризовата арпа. Годинава родот бил послаб од лани. Причините за намалениот род земјоделците ги гледаат во временските неприлики. Вчерашна, ама не сум задоволен. Нема род. Нема род. Лоша година, црвен се, по 10 вреќи од декар. Почетокот на жетвата со просечни приноси од околу 500 кг од декар. Освен намалените количества, оризот во овој период е и со голема влажност, поради што земјоделците се принудени да го проветруваат на асфалтот. Комбајнерските услуги слични како минатогодишните. 1000 динара. Нема, слабо. Слабо род. Зашто? Дека знам зашо. Од жешколи, од препрскуваме, од тоали и не знам. Годинава под ориз се над 2000 хектари. Оризопроизводителите очекуваат да се надминат проблемите околу цената со ланската реколта. Моменталната цена на белиот ориз ги одвраќа од натамошно застапување на оваа култура. Неделава започна изградбата на водоводната мрежа во општина Чешиново Облешево. Проект вреден 15 милиони денари. Во тек е изградбата и на регионалниот пат меѓу општините Чешиново Облешево и Карбинци. Започна изградбата на водоводната мрежа во општина Чешиново Облешево. Долгогодишниот проблем на жителите од населените места Чешиново, Облешево, Чифлик и Уларци конечно ќе биде решен и истите ќе добијат чиста вода за пиење. Фирмата изведувач на градежните работи е ВАТ од Скопје. Финансиската конструкција за реализација на овој проект изнесува 15 милиони денари, средства обезбедени со кредит од Светска банка. Од оваа мерка општината ќе добие и грант, пошто со водоводната мрежа ќе бидат покриени и другите населени места. Ова беше една од најболните точки на општината Чешиново Облешево, што долго време ја чекавме и водоводот веќе да биде и во оваа општина, пошто секој куќа имаше собствен бунар, и знаеме ние од поплавите што не се случуваше овде, и знаеме во населеното место Чифлик Облешево дека водата не е за пиење, исто Чешиново. Со ова со општина Кочани што склучивме договор, мислам ќе го решиме овој најгорчлив проблем. Во тек е изградбата и на регионалниот пат меѓу општините Чешиново, Облешево и Карбинци. Станува збор за делницата меѓу населеното место Борилчево и населеното место Аргулица. Првата фаза заврши, сега е во втората фаза. Веќе пробиен патот, значи земните работи се при крај и се надевам дека во најскоро време ќе биде асфалтирањето и долго време се чекаше овој пат, значи населените места од општина Карбинци за да дојде во општината Чешиново Облешево требаше некаде околу 30 км да минат во еден правец, сега само 3 км ќе бидат во општината Чешиново Облешево. Средствата за изградба на овој регионален пат се обезбедени преку јавното претпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски. Локалниот пат до Делчевското село Драмче ќе добие нова асфалтна подлога. Патот ќе се асфалтира со средства од Агенцијата за поддршка во земјоделието и руралниот развој и буџетот на општина Делчево. Асфалтниот пат кој води до Делчевско Драмче наскоро ќе добие нова подлога. Градежните активности предвидуваат асфалтирање на неколку делници со вкупна должина од 2,6 км. За реализација на овој проект општина Делчево преку Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој обезбеди 15 милиони денари и дополнителни 3 милиони денари од сопствениот буџет. Преку Агенција за земјоделие и рурален развој, Агенција за поддршка на земјоделието и руралниот развој, општина Делчево има добиено 2 проекти. Ова е едниот проект кој што е во висина од 15 милиони денари, значи средства обезбедени од владата преку рурален развој и уште приближно 3 милиони денари средства од општина Делчево. Станува збор за реконструкција во должина од 2,6 км. Им се обезбеди подобро транспортно поврзување и ќе ги подобриме условите. Инаку асфалтниот пат по кој досега мораа да поминуваат жителите на село Драмч и оние кои имаат имоти во ова Делчевско село беше во доста лоша состојба. Патниот правец според локалните жители е изграден пред повеќе од 30 години, а новата асфалтна подлога за нив ќе значи и побрз и побезбеден пристап до своите куќи и имоти. Градежните активности за асфалтирање на овој патен правец се очекува да траат околу 1 месец. Во Штип стартуваат градежните активности за изградба на велосипедска патека по должината на река Брегалница. Патеката ќе се протега од Штипската населба 8 ноември до Старка Раорман, во должина од над 4 километри. За изградба на велосипедската патека се издвоени над 10 милиони денари од буџетот на општина Штип. Патеката покрај велосипедистите ќе може да се користи и за пешачење. До нова година штипјани ќе добијат велосипедска патека. Од денес стартуваа градежните активности за нејзина конструкција.
од населбата 8 ноември до Старка Роурман во должина од над 4 километри. За изградба на велосипедската патека по должина на реката Брегалница се издвоени на 10 милиони денари од буџетот на општина Штип. Ширината на патеката ќе биде 3 метри, асфалтирана, со 50 сантиметри тампониран слој од двете страни на патеката. Инвестиционата вредност е 10 милиона и 350 илјади денари. По тендерската постапка беа пријавени 8 фирми, од кои што најефтин и најнизок понудувач беше фирмата V-Group, која што денеска и отпочнува со работа. Патеката која е во изградба покрај велосипедисти кои рекреативно се занимаваат со овој спорт, граѓаните ќе може да ја користат и за пешачење. Истата е продолжение на пешачката патека позади Исарот. Значи, патеката се надоврзува на постоечката патека, која што е пешачка, и таму, знаете, во голема мера ни смета велосипедистите, кои што сега ќе можат да ја користат оваа велосипедска патека, а секако може и пешаци, меѓутоа пешаците ќе знаат дека овде возат и велосипеди. Другиот дел, од населбата 8 ноември до Ново село, си останува пешачка патека. Од утре Виница ќе биде град на хуморот и смејата. 5 вечери веничани и гостите од соседството ќе уживаат со комедиите од театрите во Македонија и Бугарија. 408 карикатури од 40 различни држави ја одбележаа интернационалната нишка на фестивалот за хумор и сатира In Vinica Veritas. Меѓу нив карикатурата која одговори на темата на конкурсот на Пуст остров и која е прво наградена од жирито на фестивалот е на австрискиот карикатурист Клаус Питер. Второ наградениот е Петар Јанков од Македонија и трето наградената карикатура е на српскиот карикатурист Тошо Борковиќ. Со свеченото доделување на наградите во понеделник, 3 октомври, започнува 5-дневниот 8ми поред фестивал In Vinica Veritas со шоуто на тројцата джентлемени. Секоја година настојуваме да сето тоа да биде квалитетно, колку дозволува нашата сцена. Веќе трета година поред имаме наша едиција, наше издание на Домот на култура. Оваа година македонска афористична ризница. Промоцијата ќе биде во вторник во 18 часот. После тоа следува театарска представа од збратимениот град Трјабна од Република Бугарија, Жена ни е светица. Во среда ни гостува театар комедија од Скопје со представата Нешто пропуштаме. Во четврток е театар Куманово со представата Идиоти. И во петок завршуваме со Охридскиот театар со представата Импровокација. Градоначалникот Дончев на денешниот прес даде на ретроспектива на организирањето на фестивалот и континуитетот кој го следи 8 години од возобновувањето. За прв пат фестивалот е организиран 1991 година и за жал само после 2 изданија е направен прекин. Во 2009 година во договор со Домот на културата и директорот Славчо Дамев, повторно го возобновуваме и го организираме фестивалот. Значи 8 години поред фестивалот веќе обстојува и секоја година нуди една богата содржина за сечени вкусови. Како што рекоа организаторите, влезниците за сите представи се веќе распродадени, така да согласно капацитетот на салата во Виница се очекува неделата што доаѓа да биде недела на хумор и смеа за виничани и гостите од соседството. Руските воени авиони и владините сириски подржувачи продолжуваат со воздушните напади на областите во Алепо, кои се под контрола на сепаратистите. Бунтовниците и хуманитарните работници обвинуваат дека во нападите уништиле една од главните болници во градот, при што загинале најмалку 2 пациенти. Во меѓувреме Русија ги услови САД да не ги напаѓаат сириските владини сили, бидејќи тоа би водело до страшни тектонски последици, не само во Сирија, туку и целосно во регионот. Портпаролот на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова исто така предупреди дека промената на режимот во Сирија ќе остави празнина која терористите брзо ќе ја пополнат. 77 лица се повредени, а 5 мина се во тешка состојба при експлозија во кафуле во крајбрежниот шпански град Малага. Најчеста причина за експлозијата е истекување на газ. Во болниците на Малага има примено повеќе од 70 лица повредени во експлозијата. 20 од нив биле испишани по укажувањето на медицинска помош, а 5 мина остануваат во тешка состојба.
Хилари Клинтон објави дека во септември собрала $154 милиони за својата предизборна кампања, што е нејзин досегашен рекорд, додека нејзиниот републикански ривал Доналд Трамп добива помали донации. Во август Клинтон доби $143 милиони, а Трамп 90 милиони. Вообичаено е донациите да растат со приближување до изборите што треба да се одржат на 8 ноември. Донациите се состојат од два дела. За официјалниот одбор на кампањата 84 милиони и за Демократската партија 70 милиони. Поединец може да даде максимум $2.700 за кандидат за председателски избори, а остатокот се дистрибуира на одбори на Демократската партија по сојузни држави. Повеќе од 900.000 луѓе дале прилози во септември за кампањата на Клинтон. Во најквалитетното домашно фудбалско надпреварување со 1 надпревар стартуваше 9-та рунда од надпреварувањето. На стадионот во Ѓорче Петров работнички ја пречека Брегалница, средба која заврши без победник, 1:1. Првото полувреме заврши без голови. Горан Здравков во 65-та минута по фантастичен удар од 25 метри успеа да го совлада Божиновски за водство на гостите од 1:0. И кога се чинеше дека Брегалница од Скопје ќе замине со 3 бода, во судиското продолжение Горан Силјановски биеше прецизно за домакините и конечниот резултат 1:1. Работнички е на 3-та позиција во првата лига со 12 освоени бода, додека Брегалница е на 8-та позиција со 7 бода. Ракометарите на Металург не успеа да извлечат позитивен резултат на гостувањето кај Татран Прешов, иако надпреварот одлично го започнаа и водеа со 9:2, за да домакините потоа почнат постепено да ја топат предноста и на крајот да дојдат и до убедлив триумф од 5 разлика, со резултат 27:22. Металург и во третото коло гостува, овој пат во Русија кај Чеховски Медведи. Ракометарите пак на Вардар во вчерашниот надпревар од Лига шампиони против Мешков Брест по слабото прво полувреме во вториот дел конечно пронајдоа вистински ритам и до крајот си го трасираа патот до победата против незгодниот противник од Белорусија. Вардар имаше негатива скоро во целиот тек од првото полувреме, па токму пред заминување на одмор успеа да изедначат. Клучен период за црвено-црните беа првите 10 минути од мечот, кога разиграниот Борозан постигна неколку напади, пошто Вардар успеа да се одлепи од противникот. Ово беше се во централното издание на Дневникот на Канал Плюс. Се гледаме повторно во третиот и последен дневник за денес. До тогаш имајте пријатна вечер.